вечниот Бог слезе и во дева се сели све. Над 200 дечиња од градот Штип денеска беа присутни на утринската литургија во соборниот храм Свети Никола, пошто за прв пат беа и дел од бадниковата поворка, која е на иницијатива на монасите од Бигорскиот манастир и со благослов на митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион. Децата цело време ја пееа песната Вечниот Бог, а ги прими и градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски. Најпрво за многу години среќни празници. Јас сум Бојан Панов, учам во школата Тошо Арсов. Ние во поворката сега ќе одиме кај градоначалникот, потоа на плоштадот. Денеска бевте некаде на поворка или? Па бев. Убав е овој ден. Убави се чувствата. Денеска на денот пред Божик на Бадник ме изненадија во општинската зграда повеќе од 200 дечиња кои што коледарчиња, кои што дојдоа овде да добијат коледарско пакетче и затоа ние се организиравме од општината, сме подготвени да им поклониме по едно мало подароче, а тие ќе ни испеат една песничка која што ја научиле и сакам да искористам оваа прилика да им посакам на сите овие деца да бидат здрави, живи, големи да пораснат, а на сите наши сограѓани да им посакам многу мир, здравје и семејна благосостојба во овие празнични денови. Наставничката поетика на религија Жаклина Ѓоргиева вели дека дечињата и нивните родители прифатиле да бидат дел од првата бадникова поворка, која се надева дека ќе стане и традиција. Со пеењето на песната Вечниот Бог се навестува и раѓањето Христово. Сите заедно да се зарадуваме, бидејќи вечер, нели, секое семејство се собира заедно и да им посакам на сите многу мир, љубов, почит и добра волја помеѓу луѓето. Им благодарам на сите кои зедоа учество, до општина Штип, до нашиот градоначалник господинот Благој Бочварски и до сите родители секако без кои немаше сето ова да биде како што е денес радосно и верувам дека до сите вас допревме со радост и се радувам што нашиот град оваа година за прв пат еве се приклучува на овие бадникови поворки. Бадниковата поворка во која учествуваа ученици и деца од сите основни училишта и градинки заврши на градскиот плоштад Слобода. Православните христијани вечер го учествуваат бадник, а што треба да има на трапезата од разговорот на колешката Јулија Малинова со етнологот Славко Ѓоргиев. Бадниковата трпеза мора да биде исклучиво постна. Значи со неа со бадник завршува големиот 40-дневен така наречен Божиќен пост. И карактеристично за неа што е богата, има луѓето се трудат да има од се со неа, се принесено на масата. И најчесто со тоа со постни производи, значи задолжителна е баницата, односно зелникот, се пече тиква и се согреана ракија и согреано вино. Она што е карактеристично за оваа трпеза е дека не се раскренува трпезата, туку се остава да преноќева во тој период, сметајќи луѓето дека на тој начин Господ ќе се симне од небото и ќе се нахрани од нивната вечера. Се става паричка во лепчето, кој ја крши паричката по нашиот обичај? Паричката ја крши највозрасниот член на семејството, односно домаќинот на семејството, при што едно парче од лепчето се остава за Господ, едно за куќата и останатите се делат колку што има членови на семејството, почнувајќи од највозрасниот па до најмалиот. Се верува дека оној на колку ќе се падне паричката од тоа лепче ќе биде среќен во текот на наредната година.